Балканот го донесе невремето и кај нас. На исток од викендов, дожд и посвежо време за 10 степени помалку. Температурните разлики неповолни за организмот. Интернистите велат дека ваквата промена е добра, но здравието е на удар кога имаме нагло зголемување на температурите. Нема големи промени во однос на болестите и на состојбите на нашите пациенти, нема додатни кардиоваскуларни заболувања, нема влошување на хроничните болни. Така да за нас, за сега, оваа промена е добра. Сега да видиме како ќе биде следната промена, која очекуваме да биде кон високи температури, и исто тоа е голем ризик, бидејќи според метеоролозите и тоа се очекува во наредниот период. Оние кои се осеќаат нешто тегоби да се прегледаат, посебно оние пак кои се хронично болни, повторно да ја утврдат нивната болест, да ја земаат редовната терапија и евентуално при некое чувство на влошување на време да се јават за евентуални промени, бидејќи во ваквите случаи можеби треба корекција на вкупната хронична терапија. За овие 3 дена пациентите најмногу се пожалиле на покачен крвен притисок и главоболка. Никако не убаво. Па притисок имам и не ми е добро. Како има нешто покажува одма болест, некој срце, некој такво. Ама треба да чуваме дома. Сонцето дома да не спаѓаме. Па влијае времето и тоа, мислам, секој пат се осеќа промените на времето. Големи температурни разлики. Па и јас осеќам главоболка на главата. Мислам, тие промени ги осеќам. Сепак уживајте додека можете во свежото време. Денешниот очигледно ќе биде единствениот таков до крајот на овој месец. Доколку се исклучат утрешниот ден и средата, кога според прогнозите не чека за некој степен посвежо време од она што сме навикнале за средината на јули, веќе до крајот на неделата, а особено во првиот ден од викендот, пеколот повторно се враќа. Облаците се повлекуваат и во сабота, температурите повторно ќе бидат близу 40-ката.